Заразните мали сипаници се уште се шират. Здравствената состојба на четворица, од кои 2 деца што се лекуваат на инфективна клиника е алармантна, а само минатата недела регистрирани се над 100 случаи со морбили. Од морбили на клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби се лекуваат 31 пациент, од нив 15 се деца. Со тешка клиничка слика се 2 деца, но и 2 возрастни. Епидемиолозите стравуваат дека ситуацијата со малите сипаници во наредниот период нема да стивне, па бројот на заболени и понатаму ќе расте. Во текот на изминатата недела имаме пораст на бројот на заболени, значи немаме најава дека нешто се смирува, со мали осцилации на неделно ниво. Вкупната бројка на заболени на неделно ниво е тука некаде. Ова недела бележиме најголем број, 104 нови пријавени имаме, од кои што најголем дел се од Скопје, 74, а останатите 30 се од 9 други различни градови во Македонија. Освен во главниот град, епидемија е прогласена во Титово, Куманово и Јевгелија, а случаи на мали сипаници се регистрирани во 19 градови во земјава. За сега, здравствените власти се уште размислуваат дали е неопходно да се прогласи епидемија на ниво на држава. Освен морбилите, не мирува ниту заразниот пандемски грип H1N1. На апарати за дишење поради компликации од грип на инфективна клиника се 2 повозрастни пациенти. Епидемиолозите велат дека особено од новите така наречени мутации на грипот, граѓаните навреме треба да се заштитат со вакцина. Грипот е заболување од кое се умира. Ако не можеме да делуваме на антигенските и генетски промени на вирусот на грип и на неговата вирулентност и моќта да предизвикува заболување, можеме да делуваме на друг начин. Значи да се заштитиме самите себе и нашата непосредна околина. Досега како последица од морбили починаат 3 дечиња, а компликациите од грип доведоа до смрт кај 22 пациенти.